Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Во саботата матурантите полагаа матура. Првиот испитен предмет беше македонски јазик и литература. Матурантите од двете средни училишта од Кочани во саботата го полагаа првиот испит од матурата, односно екстерниот. Главна оцена е дека тестирањето поминало во добра атмосфера. Новина од оваа учебна година беше тоа што 4-годишниот материјал го полагаа во холовите и спортските сали, а им беа одземени мобилните телефони со цел да се спречи меѓусебното споделување на одговорите. 134 ученици полагаа државна матура во Школово, поделени во 9 групи, има 9 тестатори од Соогјошо Викентиев, професори од школото, има 4 резервни тестатори за секој од нив, на секоја клупа од кај децата има вода, си имаат молив и пенкало пред нив. Друго, не смеат да користат мобилни телефони, оставени се мобилни телефони на влезот од школото, док имаат некои си скоро 4 сати за полагање на државната матура. Друго, имаат дозвола за во ВЦ, со пратња од резервниот тестатор, не смее да се задржи повеќе од 5 минути во тоалет. Резултатите ќе бидат достапни за една недела, при што средните училишта имаат обврска да ги стакнат на огласните табли, а исто така ќе бидат објавени на официјалната страница на Државниот испитен центар. Поголем дел од матурантите во гимназијата Љупчо Сантов и средното општинско училиште Гошо Викентиев изминатиот викенд полагаат државна матура, а в сабота им престои изборниот испит. Учениците кои во јунската сесија нема да ја положат државната матура, ќе имаат можност да се пријават за сесијата во август, кога двата екстерни испита ќе се полагаат на 12 и 14 август. Ученици од школата за цртање и сликање учествуваа на републички детски средби Цвеќе 2024. Мила Захариева го доби гран-прито. Ученици од школата за цртање и сликање, што работи при Центарот за култура Бели Мугри, беа дел од републичките детски ликовни средби со наслов Цвеќе 2024, што се одржаа во Струмица. По претходно објавен конкурс на тема Цвеќе, кочанските ученици доставиле своји сопствени ликовни творби, при што Мила Захариева освои гран-при во цртање во природа. Јас сум Мила Захариева, член во училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри. Ја имав можноста да се представим, конкурирам на конкурсот на тема Цвеќе во Струмица. За сето тоа сум многу благодарна на мојата менторка Александра и воедно на изложбата ја добив и првата награда за најдобар цртеж и со ова сум мотивирана во иднина да творам повеќе и да учествувам на повеќе конкурси. Менторката Александра Димитрова истакна дека повеќе години учествува на републичките детски ликовни средби, што се во организација на Домот за деца и млади, Благо и Мучето од Струмица. Димитрова нагласи дека целта на настанот е учесниците да ги разменат своите искуства од областта на уметноста, како и меѓусебно да се запознаат со своите врсници од другите градови од државата. Значи, со учениците бевме присутни на самата манифестација, тие нацртаа прекрасен цртеж и освоија гран-при, што е за мене големо браво, значи, за учениците, задоволство што секоја година учествуваме и ја представуваме институцијата, Националната установа Центар за култура Бели Мугри, и ја представуваме општината и со тоа покажуваме дека нашите таленти заслужуваат презентација и награди. Значи, републичките детски средби се случуваат веќе неколку години поред и ние на сите учествуваме. Исто така би сакала да го потенцирам доста важното дека ученичката Мила Захариева освои прво место на изложбата, каде што учествувавме со 10 ученици, со 10 творби на тема Цвеќе. На самиот ликовен конкурс учествуваа учениците Огнен Цеков, Ведрана Лазарова, Ева Иванова, Драгана Филипова, Мила Захариева,
Борис Цветков, Лина Спасова, Ана Карамфилова и Ана Серафимов. Значи, им честитам што дадоа свој придонес, цртежите беа прекрасни, како на нашите ученици, така и на другите ученици од повеќе градови низ нашата држава. Јас искрено се надевам следно на вакви средби да се организираат и во нашиот град, во градот Кочани, за да дадеме повеќе акцент на ликовната уметност, на ликовната дејност и со тоа младите да можат да се презентираат во најдобро светло. На крајот на денот, иднината е во младите, иднината е во нивното представување и охрабрување да творат и да создаваат дел. На манифестацијата, освен од Кочани, учествували ученици од Струмица и околните населени места Неготино, Пехчево, Демиркапија, Берово и Гевгелија. Освен Гран Прито, беа доделени уште 7 награди за создадени ликовни творби на самиот настан, како и 12 награди за пристигнати ликовни дела. Во Основното училиште Никола Карев и библиотеката Искра се одржа проектна работилница за книги. Учествуваа ученици од оделенска настава. Учениците од пето одделение од Основното училиште Никола Карев во училишната библиотека реализираа проектна работилница на тема Мост меѓу генерациите и љубовта кон книгите. Целта на настанот беше да се создаде мотивација кај децата да се поврзат со јавните библиотеки и од нив да позајмуваат книги. Благодарам директорке за можноста што ми возможивте овој проект да го реализираме токму во вашата библиотека. Ја обравме оваа библиотека, јавна библиотека Искра, поради нејзините активности, поради нејзините работилници и поради тоа што децата навистина сакаат тука да доаѓаат и да позајмуваат лекторни изданија, како и да позајмуваат и друга белетристика. Моите соработнички се Душанка Трпевска, Љупка Стоменова и колешката Билјана од Градската библиотека Браќа Миладиновци. Иста активност како и во Основното училиште Никола Карев се одржа и во библиотеката Искра со учениците од основните училишта Раде Кратовче и Свети Кирил и Методи. На наше големо задоволство по иницијатива на библиотекар Маја Трајковиќ, библиотекар во Основното училиште Невена Георгиева Дуња, денеска сме домаќини на еден многу интересен и значаен проект за учениците, односно за пренесување на литературата на најмладите генерации кај нас во Кочани и општо пошироко во Македонија, на еден проект кој што се нарекува Мост меѓу генерациите и љубовта кон книгите. Ние секогаш како библиотека, како јавна општинска установа се залагаме за фаворизација, односно за валоризација на литературното творештво, особено кај на младите генерации, затоа што љубовта кон читањето, кон книгата, кон пишаниот збор, токму се пренесува и се раѓа од најмала возраст кај нашите деца, би рекла ученици, сограѓани и слично. На учениците, училишните библиотеки, училиштата, директорите и јавните библиотеки кои беа дел од работилницата им беа доделени сертификати за учество. Проектот Мост меѓу генерациите љубов кон книгите е финансиран од Министерството за култура и е активност од национален интерес. Со спортско-рекреативни и забавни настани, викендов планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани ја одбележа 20 годишнината од постоењето. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани викендов беше организатор на спортско-рекреативни и забавни содржини со кои одбележува 20 годишнината од своето постоење. На терените на туристичкиот центар Пониква имаше над 100 учесници кои беа дел од двете трки, како и од рекреативната тура во пешачење. Учесниците во надпреварувачкиот дел трчаа на патека долга 9 километри, чиј старт беше од паркингот пред одмрлиштето на Министерството за внатрешни работи, преку манастирот Свети Василий до врвот Панагјур на 1669 метри надморска височина. Истата патека беше искористена и за рекреативно пешачење, на кое учествуваа планинари, рекреативци, почетници и влюбеници во природата. Втората надпреварувачка дисциплина беше вертикален километар, што се трчаше од местноста Ивков Преслап до врвот на скијачката патека број 3. Во рамки на одбележувањето на јубилеот на кочанските планинари, во саботата попладни и во вечерните часови во дворот на манастирот Свети Василий беше организирано дружење и забава со диџеј. Организаторот и домаќин на настанот на сите победници во трките им врачи дипломи и пехари. Останатите учесници и спонзорите добија благодарници.
Исто така признанија добија најстариот и најмладиот учесник на трките. Како и досега, планинарскиот спортски клуб Осогово ги угости присутните со планинарско гравче, а благодарност упати до сите спонзори, и учесници до општина Кочани, председателот на Планинарската федерација на Македонија и останатите планинарски клубови, рекреативци и влюбеници во пешачењето и планинарењето. Кикбоксерот Лука Змејковски од клубот Лидер од Виница стана балкански шампион на првенството што се одржа во Црна-Гора. Неговиот клубски другар Борис Митревски го освои второто место, а Нина Колева заврши како трето пласирана. 15-годишниот Лука Змејковски, член на кикбокс клубот Лидер од Виница, стана балкански шампион кај помладите јуниори во категоријата лоу кик над 81 кг. На балканското кикбок првенство, што викендов се одржа во црногорскиот главен град Подгорица, во финалната борба против домашниот кикбоксер Кривокапик, Змејковски избори убедлива победа од 3:0. Со тоа го освои златниот медал и постигна еден од најголемите успеси во својата досегашна спортска кариера. Добар настап меѓу кикбоксерите од Балканот има и другите двајца членови од Виничкиот клуб. Во јуниорска конкуренција во категоријата Kick Light до 74 кг Борис Митревски го освои второто место и сребрениот медал. Нина Колева во истата конкуренција кај девојчињата во категоријата Kick Light над 70 кг беше трето пласирана. Членовите на кикбокс клубот Лидер од Виница беа дел од македонската спортска делегација во која имаше вкупно 36 надпреварувачи. На балканското првенство во Црнагора годинава настапија вкупно 211 кикбоксери од 9 балкански држави. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.